Добар ви ден, започнува Дом и дизајн. Во изминативе 12 години во емисијата продефилирале безброј гости. Секој од нив на свој начин интересен, на свој начин посебен, значаен, но рака на срце не секој ден може да запознаете, уште помалку пак да ви дојде на гости една вистинска прва дама. Во наредниве 60 на минути ќе имате токму таа можност одблиску да ја запознаете првата дама на Република Македонија, господја Маја Иванова. Господи Иванова, голема чест ни е. Добре ни дојдовте во Дом и дизајн. Секогаш од страна, значи, многу убаво звучи улогата прва дама. Претпоставам дека нема некоја што не би сакала да биде, значи, во ваша кожа. Но, кога се игра таа улога, дали е навистина така убаво како што звучи? Добро, прво ви благодарам многу за поканата. Навистина ми е пријатно да бидам гостин во вашата емисија. Убаво звучи да се биде сопруга на председател на Република Македонија. Меѓутоа, тоа е привилегија. Прво ќе ви кажам, привилегија е што сум сопруга на Ѓорги Иванов, што сум животен сопатник негов, а со тоа и привилегија да се биде сопруга на председател на Република Македонија. Меѓутоа, привилегијата не е само убавата страна. Мислам, убаво е да се биде, меѓутоа треба да се знае и за одговорноста што ја носи таа улога во која што се наоѓам. Имате сигурно и многу обврски, задолженија. Да. Што се подразбира да се биде прва дама? Знаете, еден мирен, спокоен, семеен живот наеднаш го трансформирате во еден подинамичен, во еден постресен, во еден исполнет секојдневно со предизвици живот. Меѓутоа, свесно влеговме во целата таа работа, откако сопругот ја донесе конечната одлука да се кандидира, да излезе на избори, да победи на изборите. Свесно застанавме позади него, му ја дадовме со синот целата наша подршка и од неговата инаугурација, од денот на изборот, знаевме веќе дека сме под будното око на јавноста, дека ќе се следи секојдневно секој наше појавување, секој наш гест, секој наш збор, секој наше појавување на настан. Меѓутоа, знаете, тоа е цената на јавната функција, тоа е цената на јавната личност и правиме се во најдобро светло да го направиме тоа што од нас се очекува. Сопругот во професионалниот политички оддел прави најдобро за Република Македонија и за незините граѓани, а ние како негово семејство му ја даваме целата подршка за да успее во сето тоа што е пред него како пред. Можете ли да се сетите на првиот момент, значи кога уште се беше онака идеја, замисла дека може би господинот Иванов ќе се кандидира за председател, што ви прострои низ глава? Прво страв или радост или нешто трето? Па знаете што тоа беше една сериозна одлука. Мислам што фамилиарно ја донесовме. Ние знаевме со влегувањето во целата таа битка дека влегуваме во за нас можеби најголемиот животен предизвик. Знаете, прво беше малку така стресно, сепак се работи за многу сериозна и многу одговорна функција. Меѓутоа, одлуката, сите одлуки до сега животни сме ги носеле заедно. Меѓутоа, овој пат оставивме да одлуката ја донесе сам, а ние му рековме дека како и да одлучи, ние стоиме позади таа негова одлука и во целост ќе го поддржуваме и така е до денес. Господи Иванова, што е со протоколот? Значи, да се биде прва дама не е доволно, нели да е фино воспитана, да има манири, да го познава бонтонот, бидејќи сепак се некои поинакви кодекси на однесување. Дали се има некоја обука, некој тренинг што мора да го поминете за да знаете точно во кој момент како да се однесувате? Да, тука има многу правила. Јас почитувам. Јас секогаш за било кој настап, за било кое појавување во јавноста го прашувам протоколот. Никогаш не се плашам да прашам или се стравам да прашам, сепак излегувате во јавност и не сакате да погрешите. Внимавам многу на тоа прво како ми сугерираат, а внимавам и тоа што и како треба да бидам во јавноста. Знаете, имате код на облекување, секогаш треба да внимавате дали одите на свечана вечера, дали одите на неформална вечера, дали сте на дневен настан, дали сте на вечерен настан.
Секогаш сум го сакала оној класичниот стил на облекување. Никогаш не сум била нешто многу авангардна во облекувањето. Секогаш сум мислела дека ако се облечете во костум, дека никогаш не можете да погрешите. Изгледате како една целина. Меѓутоа почитувам све што ќе ми наложи протоколот. Се случува и ете на пример во посета на одредена земја да ви се наметне и некој протокол што важи тамо. Посетата на Ватикан на пример, тамо буквално пред самата посета јас добив цел список на тоа што треба и како треба, должина на сукња, должина на сако, марама на глава и тоа, така да почитувам се што ќе ми се каже, почитувам и критики, сите добронамерни критики ги прифаќам. Би сакала кога гледам дека е тоа добронамерно и кога ми се укажува добронамерно да го прифатам, да променам на мене. Нешто драстично не сум променила, затоа што секоја драстична промена не би била јас таа, не би била своја. А тој список што го добивте, од каде точно беше тој список? Па тоа е протоколот на Ватикан што ви го наложува, знаете, тоа е многу сериозен и многу строг протокол и извонредна посета, многу интересна. Токму тоа ме интересира бидејќи нели различни култури, различни земји, некогаш нешто што за нас е нормално, за нив е навредливо. Нели имаше таму цел список, во кина часовник не смееш некому да подариш, индиец по глава не смееш да подариш. Да, тоа ми се случи во Израел, да ме опоменат дека со одредени луѓе што од различна религија дека не смеам да се поздравам, него само да климнам со глава или така. Да, не е тоа само дека одите на посета, него треба и да бидете подготвени. Тоа значи дека пред секоја посета или пред секој доаѓање, да речеме, на делегација од друга земја, посебна подготовка, значи дека. Да, искрено ќе ви кажам дека темелно се подготвувам. Бев со сопругот на неколку официјални посети за време на овие 10 месеци, ако немаше многу повеќе посети, тоа беа работни посети. А во овие официјалните веќе ви издвојам посетата на Турција. Тоа ми е најсвежо. Темелно се подготвувам за тоа. Јас во целата онаа програма што ја добива сопругот, добивам и програма што е за мене. Така наречена дамска програма. Анекс. Дамска програма што ја праќа земјата домаќин. Во случајот програмата што ја добив за средбите со сопругата на претседателот на Турција, господја Ѓул. Искрено да ви кажам, многу темелнито се подготвив. Прочитав многу работи за земјата што ја посетувам. Ја прочитав биографијата, целото CV на господја Ѓул. Знаете зошто? Затоа што едноставно со тоа што одите подготвена и во тие разговори, прво имате почит према домакинот во земјата во која што сте. Значи, почит према неа дека еве доаѓате подготвена за земјата што ја посетувате. А од друга страна и на некој начин сте и равноправен, барем до некаде равноправен партнер во разговорите што ги водите. Значи се запознав што се нејзините афинитети, прво од семејство, кои се нејзините афинитети, кои се нејзините активности во Турција. Знаеше многу и за мене, значи и она се беше подготвила за мене, што сум, која ми е професијата, со што се бавам, кои се мои иницијативи, дали имам иницијативи, така да една извонредна посета, знаете, Турција е и голем пријател на Македонија. Или пак посета на странски државник во нашата земја. Јас го имав приликата да бидам домаќинка на сопругата на естонскиот претседател. Освен програмата што ние ја понудивме, таја посака и нешто што нејзе ја интересира. Например, две сфери од нашето општествено живење. Она самата таму побара дека сака да биде запознаена со реформите во здравствениот систем, со реформите во образовниот систем. Така да и го возможивме. Тоа беше примена во Министерството за здравство, разговараше со луѓе од Министерството и се пренесоа реформите што се прават во Република Македонија. Она пренесе своји искуства затоа што тој е, така да кажам, дел од незините активности во Естонија, посети детска градинка, се запозна со нашиот образовен систем и така. Значи, не е едноставно. Ако сакате вистински да одговорите на тоа што се бара од вас, треба и подготовка пред тоа. Не е само да отидете, него треба стварно во вистинско светло да одговорите. Преминеме малку на тоа која е нашата прва дама. Значи, како едно CV би било дека имате завршено правен факултет. Да. Бевте вработена во управата за цивилна... И се уште работам. И тоа сакам да ве прашам. Да. Дали се уште работи, значи не ви е во
мирување? Не, секојдневно си ги исполнувам моите работни обврски. Чувствувам дека треба и понатаму да си продолжам со својата професионална кариера. Секаде сум присутна каде што треба, каде што тоа ми го налага протоколот. Немам никакви проблеми од излегување од работа. Нормално мислам, тоа се